Почитувани гледачи, добре дојдовте во ставот на регионот. Јас сум Предраг Кукич, а денеска во студиото на Newsmax Balkans во Скопје ќе зборуваме за макроекономските предизвици, банкарскиот сектор во земјава, новите играчи на пазарот. Со нас денеска во студиото е гувернерот на Народната банка. Добар ден, господине Трајко Славевски. Добар ден, благодарам. За почеток предлагам да погледнеме прилог од колешката Кристина Алексиевска, кој што се однесува на вашето работење токму во овие први 2 месеци. Стабилен курс на денарот, ниска инфлација, ценовна стабилност се приоритетите на гувернерот на Народна банка Трајко Славевски, која презеде функцијата на крајот на мај годинава. Најновите проекции на Народната банка се дека инфлацијата во 2025 година ќе изнесува 3%, што е малку повисоко од претходната проекција од 2,5%, но тоа е поради нестабилноста на глобалните пазари и зголемените цени на нафтата и храната. Нагорната ревизија на проектираната стапка на инфлација е умерена и е направена само за оваа година, а се очекува да се намали на 2% во 2026 и 2027 година, останувајќи на историско стабилно ниво. Годинава се очекува економскиот раст да изнесува 3%, но се очекува забрзан раст во следните 2 години и проекциите за 2025 до 2027 година се околу 4% економски раст. Народната банка проценува дека ќе се задржи динамиката на економско закрепнување во државата, а ова се темели на инвестициите и личната потрошувачка, како и на инвестицискиот циклус кој се поттикнува во локалните самоуправи преку владината поддршка. Меѓу првите предизвици со кои се соочи Трајко Славевски се високите провизии од комерцијалните банки. Тој најави дека Народната банка ќе ги намали надоместоците кои ги наплатува од деловните банки, со што се создава простор за намалување на нивните трошоци и тие заштеди да се насочат кон клиентите. По ваквиот чекор, веќе трите најголеми банки во Македонија најавија дека ќе ги намалат надоместоците. Според монетарната власт, денарот е стабилен и останува врзан за еврото, а исто и девизните резерви кои што се движат помеѓу 4,6 и 4,7 милиарди евра. Тоа представува соодветно ниво со оглед на тоа што резервите покриваат околу 4,5 месеци од увозот на стоки и услуги, односно над светскиот стандард од 3 месеци. Со преземањето на функцијата во време на глобални економски превирања, гувернерот Славевски има јасна задача да ја зачува монетарната стабилност. Насоките кои што ги поставува Народната банка ќе бидат клучни за економскиот правец на земјата во наредните години. Иако ризиците на дворешното опкружување остануваат присутни, преку внимателни политики и контрола на финансиските текови, институцијата очекува да го одржи монетарниот баланс во наредниот период. Токму така. Господине Славевски, на почеток да започнеме со тема која што е општи интерес и главна задача на Народната банка, тоа е ценовната стабилност. Првиот квартал годинава инфлацијата беше 4,2%, вториот е 3,8%. Последните пролетни проекции на Народната банка се 3%. Какви се прогнозите до крајот на годината? Прво да спомнам дека проблемот со инфлацијата кај нас не постоеше, мислам, во насока на комуницирање како што е сега во јавноста, речиси четвртина век, од некаде крајот на 90-те години кога ја стабилизиравме економијата, но како резултат на светските трендови и некои глобални шокови, особено по пандемиската криза и рецесијата, заради интервенциите на централните банки за поддршка на некои сектори кои што беа затворени, со известно задоцнување се јави повторно проблемот со инфлацијата, кој што е се уште присутен, затоа што постои инерција во процесот на дезинфлација, односно незиното намалување. Кажавме, видовме и од прилогот, дека Народна банка ја коригираше проекцијата за просечната инфлација оваа година на 3% и мислам дека ние ќе успееме да ја одржиме на тоа ниво, затоа што во интерес на економијата, во интерес на економските субјекти се ниски и стабилни нивоа на инфлација. Да не повторуваме сега, затоа што на деловните субјекти многу ми е битно планирањето, известноста и така натаму, а секако и граѓаните на некој начин се засегнати од нестабилни услови, што би значиле прво висока стапка на инфлација и волатилна, односно стапка на инфлација која што се менува. Нашиот идеал е да
дојдеме повторно до на ниво кога економските субјекти, приватниот сектор, домакинствата и бизнесите нема да размислуваат на дневна основа за тоа во која насока ќе одат цените во иднина, нема да се загрижени за нивниот раст, односно ќе ги пригушиме очекувањата за идни изголемување на цените, затоа што очекувањата се многу битни и за однесувањето на економските субјекти. Например, доколку некои од делните субјекти на пазарот може да ги зголема цените, очекуваат дека цените или трошоците ќе растат и тие ќе ги изголемуваат своите цени. И да завршам со ова дека охрабрува она што беше исход на дискусијата на вчерашна седница на Економско-социјалниот совет, каде што не се прифати барањето на синдикатите за воредно, ад-хок зголемување на минималната плата и на сите плати. И мислам дека тоа поволно ќе влијае и ќе помогне на монетарната политика, поволно ќе влијае на модерирање на очекувањата за зголемување на цените и ќе помогне на монетарната политика за намалување на стапката на инфлација до едно ниво од проектираното 3%. Ниска стапка на инфлација за нас е битна и заради режимот на девизниот курс, кој што е де факто фиксен во однос на еврото. Последната промена на паритетот на денарот во однос на тогаш германската марка во однос на еврото се случи многу одамна, 1997 година, и само со стапка на инфлација која што е на среден и подолг рок блиску до стапките на инфлација во еврозоната, ние може да ја одржуваме конкурентноста на македонската економија, односно да спречиме некои позначајни зголемување или апрeciјација на реалниот девизен курс, што ја намалува конкурентноста во економијата. Растот на македонската економија во првиот квартал изнесува 3% во линија со годишната проекција на Народната банка. Каква слика дава статистичките податоци кои ги гледаме изминатите месеци во стопанството? Видите, за квалитетот на растот не е битна само стапката на раст, и туку се битни изборите. Во првиот квартал кај нас растот е поттикнат од агрегатната побарувачка. Тоа е личната потрошувачка, јавната потрошувачка, тука се битни инвестициите, кои што имаат позитивен придонес во стапката на раст. Имаме негативен нето извоз, тоа е разлика меѓу извозот и увозот. Извозот расте, но имаме состојба во која што увозот расте или порасна со повисока стапка од извозот, и тоа секако влијае на намалување известно на стапката на раст заради нето извозот. Именно се темели пред се или се темелише на услужни дејности во областа на транспортот, областа на трговијата и така натаму. Она што охрабрува, секако за вториот квартал ќе почекаме дури во септември да стигнат податоците за растот на бруто домашниот производ, но некои показатели како што е, например, за кои што добиваме по-периодични или по-фреквентни официјални податоци од Завод за статистика, како што е индустриското производство, извоз и така натаму, се охрабрувачки и може да гарантираат дури можеби повисока стапка на раст од проектираната. Се разбира, ние секогаш оставяме простор, односно резерва, доколку во втората половина на годината во која што сме завлезени, нема некои позначајни шокови од аспект на глобалните случувања во окружувањето. Господина Славевски, вие сте човек со долгогодишно искуство, професорска титула. Како економист ве прашувам, какви стапки ни се потребни нас како држава на раст за да постигнеме доходовна конвергенција со Европската Унија? Колку години ни се потребни за да го постигнеме? Значите да објасниме на што вие го знаете секако кога го поставува прашањето, таа конвергенција значи приближување до просекот, до нивоата на Европската на Европската Унија, или затварање на тој јаз во степенот на доходите, кој што е поврзано со степенот на развиеност, бруто домашниот производ по глава на жител и така натаму. И тука пресудни се стапките на раст. Имено, според сегашните податоци, Република Македонија или нивото на бруто домашниот производ по глава на жител е некаде 42% од просекот на Унијата. Во регионот просекот е нешто повисок, 44%.
проценти. И сега тука нели, на помош доаѓа алгебрата, оние правила што ги знаеме, ние можеме да го намалуваме тој јас или да се движиме во процес на конвергенција единствено доколку бележиме значително повисоки стапки на раст од оние што се стапки на раст во Европската унија. И сега како пример, ако Европската унија расте со 3%, што е високо ниво на раст, висока стапка на раст за така зрели економии, ево, нека не биде 3, нека биде 2, колку повисока стапка на раст од таа ние остваруваме, толку побрзо ќе се приближуваме до нивоата на Европската унија, односно тој процес на конвергенција. И сега, она што реков алгебрата, например, ако имате ние го нарекуваме диференцијал и таа разлика, колку е повисока нашата стапка на раст во однос на таа во Европската унија, ако е релативно мала или ниска, само 2 процентни поени, тогаш ќе треба повеќе децении, да речеме, сега може би звучи песимистички, но тоа е неминуен факт од пресметките за достигнување на она што е сега просек во Европската унија. Единствен, како да кажам, рецепт или лек е постигнување на високи и одржливи стапки на раст, што некако би биле стапки на раст кои што го надминуваат потенцијалот на македонската економија, кој што е некаде проценет на околу 4% раст годишно. Тоа за гледачите да објаснам дека е проценка врз основа на она со што ние располагаме, како фиксен капитал, физички капитал, инфраструктура, човечки капитал, можност за трансфер на технологиите и собствени истражувања и нивна примена во производствените процеси. Доколку успееме да го подигнеме нивото на економски раст или стапката на раст, да речеме на 5 или 6%, што од ова перспектива изгледа прилично амбициозно, во тој случај тој временски период на конвергенција би го скратиле значително на 15 на 20 години, но неблагодарно е однапред нели да се предвидува. Битно е ние во секој момент да имаме во вид дека единствено со структурни промени во структурата на македонската економија, со инвестиции во подобрување на човечкиот капитал, што започнува со образованието, понатаму обука и дообука, квалификација и преквалификација на веќе постојната работна сила, инвестиции во инфраструктура, нели спомнав, понатаму инвестициите во здравството, затоа што здрава работна сила е попродуктивна, можеме да сметаме на подолг рок на овие стапки на раст посакуване, да речеме од 5-6%, кои што ќе не овозможат побрзо да го затвараме јазот со нивото на развиеност на Европската унија. Господине Славевски, да се навратиме на инфлацијата и на мерките кои што ги презема Централната, односно Народната банка кај нас. Имено извршниот одбор на Народната банка неколку месеци одржува каматната стапка на 5,35%. Кои се вашите прогнози? Ќе има ли намалување на каматите до крајот на годината? Видите, ние во однос на мерките на монетарната политика се водиме сепак од движењето на инфлацијата, инфлацијските очекувања. Тука водиме сметка и за она инфлација која што пака јавноста повеќе ја разбира, тоа се стапката на раст на трошоците на живот, нели? Но има еден показател, тоа е така наречената основна или базична инфлација, и јас се радувам што во последно време и јавноста е повеќе запозната со овој концепт кој што исклучува некои категории како што се храната и енергијата, кои што се берзански, чии што цени се утврдуваат на берзите и тие се променливи, што би се рекло со стручен јазик волатилни. Така што тоа е првиот критериум, вториот е движењето на девизниот пазар заради режимот на девизен курс. Да тргнеме во второто, на девизниот пазар состојбата е стабилна, е во рамките на нашите очекувања. Како што беше спомнато, стапката тековна на инфлација, посебно во последните месец-два, е над нашите проекции, оттаму е внимателноста и оттаму е одлуката. Само да подсетам, оно што е познато, овој деновиве видовме дека
и Европската централна банка и системот на федерални резерви, иако посебно кај вторите во случајот со Соединетите американски држави има повици, има барање за намалување каматни стапки, сепак и тие одлучија да останат со непроменети каматни стапки. Секако до крајот на годината, доколку продолжат овие тенденции на дезинфлација, а во нашиот случај, доколку утврдиме дека инфлацијските очекувања полека се намалуваат, се модерираат, да повторам она што спомнав претходно, на тоа помага и одлуката сепак да се модерираат и барањата за зголемување на платите, кои што кај нас изминалата година имат и висок реален раст и покрај она што се комуницира во некои соопштенија, некои изјави во јавноста и не одговара на реалната ситуација. Сепак, доколку тоа се постигне, може да размислуваме евентуално до крајот на годината и за некоја корекција надолу. Каква е импликацијата во однос на цените на недвижнините? Ние гледаме дека со секој нареден квартал имаме пример кога последните квартали порасна цената на становите за 20%. Има ли опасност по финансиската стабилност, оваква динамика на раст и дали вие како Народна банка ќе искористите некои механизми за одредена стабилизација? Видите, светски тренд е во последнава посебно деценија растот на цените на недвижностите во западните, во зрелите економии, каде што има висок степен на изграденост, инфраструктура постојна, понатаму некои мерки за заштита на човековата околина. Вие знаете дека околу Лондон има еден зелен појас кој што не дозволува ширење на она јадро кој што е најатрактивно за изградба и за живење, и тоа влијае на понудата на станови или објекти за живење. Таков тренд имаме кај нас. 2022 година имаме значителен пораст, потоа како што е познато, ситуацијата се смири за сега повторно да имаме двоцифрени стапки на раст на цените на недвижностите и посебно на објектите за живење. Јас си претходно во други прилики изјавив дека тоа е причина за загриженост кај нас на Централната банка. Ние можеме единствено да размислуваме да влијаеме со инструменти на страната на кредитирањето, а по некои податоци проценки, 50% од прометот со објекти за живење со становите се на кредит, а другата половина се во готовина. Тоа со готовината која што секако притиска на поборувачката и на цените на становите. Ние немаме инструменти тоа да влијаеме, дури треба да се направат подлабоки анализи, да речеме од каде доаѓаат тие пари. Она што представува причина за наша предпазливост, да речем загриженост, е сепак изложеноста на финансискиот сектор, на банкарските институции, кои што, да речем, своите преодобрувањето на кредитите на заемите, кои што се хипотекарни, ги земаат во вид тековните пазарни цени и некои предвидувања на недвижностите кои што се стават под хипотека. Морам да признам дека и во соглас со некои претходно преземени, ние ги нарекуваме макропрудентни мерки на монетарната политика, нашите банки се предпазливи, дури се на повеќе на страната на предпазливост, одошто да бидат полиберални во финансирањето на стамбената изградба. И тука можеме и размислуваме во текст на подготовка на некои, да речеме, промени во тие макропрудентни мерки. Најважна цел која што си ја поставивме, а која што излегува надвор од мандатот на Централната банка, но е општествен интерес, е да видиме како може да се стимулира да се стави во пополна положба кредитирањето на објекти за живење кои што се купуваат по прв пат и ќе служат за живење. Затоа што е познато дека со оглед на статистиките дека 1/3 од постојниот фонд на станови кај нас се празни, може би се викенд станови, понатаму станови за да речеме студирање на деца од натрешноста и слично, но
секако не можеме да затвориме очи дека во последно време инвестирањето во недвижности станало или становите станале средство за инвестирање или за паркирање на слободни парични средства кои што не одат во некои продуктивни активности и покрај средства за инвестиција има дел, тоа е по моја проценка, што е чисто на шпекулација. Шпекулација не во пежоративното значење на зборот, односно ги инвестирате слободните парични средства во нешто за кое што очекувате дека цената постојано ќе расте. Сега тие очекувања, ние сме видели од економската историја, некогаш може да не се остварат, затоа што постои едно правило дека она што оди нагоре може да падне надолу и што би имало негативни последици и за должниците, а секако и за тие кои што ги одобриле кредитите. Значи, на пат сме и можеме наскоро да излеземе со тие предлози кои што секако ќе ги доставиме до банките, да добиеме фидбек повратно и некои нови идеи. Значи, да го развоиме, да го ставиме во пополна ситуација кредитирањето, пристапот до средства, тоа се однесува посебно на млади брачни парови кои што сега при вакви цени ќе се согласите, нели, дека не можат да си дозволат. Дека многу тешко може да пристапат до затварање на некоја финансиска конструкција за купување на стан, а секако условите бидат понеповолни за оние кои што се задолжуваат или се обраќаат до финансиските институции, до банките за кредити за нешто што представува инвестиција или очекување за натамошен раст на цените, за работка на таа капитална добивка, што би се рекло. Господине Славевски, вашиот повик до банките вроди со плод. Ние конечно од почетокот на месецов гледаме веќе намалување на оние надоместоци. Очекувате ли значително намалување на тие надоместоци во банките за граѓаните? За поздравување реакцијата на банките, што секако ние кажавме кога го направивме првиот чекор, направивме промена во структурата на тарифата за оние услуги што ги пружа македонскиот интербанкарски платен систем, кој што е МИПС во рамките на Народна банка на Република Македонија. Банките им поставивме доволно простор, време да направат пресметки, да видат до каде може да одат со намалување на тие провизии. Добро е што не само од три, туку јас имам средба и со четвртата, што би се рекло, поголемина банка скоро пред 2 дена и тие најавија дека околу празникот Илинден, некаде 5-6 ќе излезат со намалени цени на тарифите. Останува да видиме, јас немам детали. Се надевам дека нема да бидат само козметички некои промени, не само во рамките на она што ние ги намаливме трошоците кон банките за користењето на услугите во она што ние го нарекуваме долговен промет при промнувањата преку системот МИПС, туку очекувањата се дека и банките ќе во рамките на општиот интерес, во рамките или потребата од подобрување на нивниот имидж во јавноста, ќе ги намалат дополнително цените на нивните услуги. Затоа што трендот во регионот, да спомнам дека на 12 јули Саборот на Хрватска, тоа е нивниот парламент, донесе на прилично вака популарна одлука за корисниците на услугите во платниот промет, каде што да речем каде што значително се намалуваат дури некои услуги што не биле бесплатни сега стануваат бесплатни. Банките се информирани дека таква можност не стои нам на располагање во иднина, но секако дека тоа го правиме во диалог. Се размислува ли кај нас конкретно за некое такво законско решение? Не, видите, имаме уште со законот за платен промет утврдена на платежна сметка за основни функции се нарекува. Но таа не знам од која причина, најверојатно тука и така нареченото банкарско лоби имало своја улога, е многу рестриктивна и не постои интерес за неја. Само 140, можете да замислите од стотици илјади сметки, само 140 се корисници на или отвориле такви сметки за извршување на плаќања, каде што
5 трансакции во текот на месецот се бесплатни, нема дозволено пречекорување и станала неатрактивна. Ние размислуваме, секако реков по примерот на Хрватска, по примерот на она што е состојба во земјите од Европската унија, за проширување на поволностите што ги нуди таа платежна сметка за основни функции. Ево само една споредба да ви кажам, кај нас речиси да не постои нејзиното користење, а јас при за време на учество на годишна конференција во Базел на банката за меѓународни порамнувања, кратенката е БИС, и тоа е банка на централните банки во светот. Имав прилика да разговарам со повеќе колеги гувернери. Ми остави впечаток разговорот со колегата на оваа тема од Литванија, каде што кажа дека со нивниот инструмент, платежна сметка за основни функции, дури се покриени 90% од трансакциите, за разлика од големите рестрикции кај нас. Значи, постои можност за во втора фаза, откако банките ќе објават што ќе понудат, да одиме дополнително во зголемување на поволностите за граѓаните и посебно за малите предпријатија, семејните бизниси, односно оние микробизниси, кои што за разлика од поголемите компании кои може има преговарачка моќ, може да преговараат понекогаш со банките за цените на услугите и така натаму, тие нема таа моќ, дури нивната моќ е на ниво на обичен, да речем, граѓанин, корисник на услугите од платниот Има промет. ли најава за влез на нови банки? Вака јавноста е информирана дека во завршен процес пред Народна банка е оценката на понудата, мислам, односно интересот за влез во една од нашите помали банки, тоа е Стопанска банка АД Битола. Ние интензивно прибираме документација, комуницираме со заинтересираниот странски инвеститор, тоа и не е тајна, медиумите го имаат објавено, тоа е Алта групацијата од Србија, кои што имаат разгранат систем на услуги, имаат и сопствена банка, која што е лиценцирана, имаат дозвола од Народната банка на Србија, имаат некои меѓународни активности, имаат посебна институција за платен промет, односно за плаќање и слично. Така што тоа е во процес на оценка. Очекуваме Комисијата за хартија од вредност треба да се изјасни во однос на нивно барање, додека немаме некоја друга навестена желба за влез на некоја странска банка во Република Македонија. Сакам да истакнам дека тоа е познато во јавноста, дека мнозинството од капиталот во нашиот банкарски сектор секако е во странска собственост. Дури ако се цени по сите критериуми депозитната база, собствениот капитал и така натаму, така што постои можност за зголемување на конкуренцијата, но за нас е битно банкарскиот систем да е стабилен како што е сега, да е високо капитализиран како што е, значително над меѓународните стандарди, за секако да извршува својата функција, да биде поддршка во обезбедувањето на капитал и за бизнисите и за населението, а секако да се придржува на критериумите, барањата, законски и супервизијата на Централната банка. Ви благодарам за одвоеното време, господине Славевски. Да, благодарам на поканата. Ми беше задоволство. Почитувани гледачи, го следевте најновото издание на Ставот на регионот. Наш денешен гостин беше гувернерот на Народната банка, господинот Трајко Славевски. Останете со програмата на Newsmax Balkans.